Добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Мој и ваш вечерашен гостин е господинот Крсте Јовановски, велешанец, актер кој што својот работен век го поминува во Струмица подолги години, а последните 4 години е во Скопје во театар комедија. Не знам дали точно ги кажав годините, меѓутоа тука некаде чинам дека е вашиот актерски пат. Добро ни дојдовте во студиото на регионалната К1 телевизија и се надевам дека ќе бидеме интересни за нашите гледачи. Добро ве најдов и ви благодарам за старинскиот обичај со кој ме почестивте кога дојдов кај вас, со традиционално македонско сладко и една убава водичка. Господине Јовановски, актер сте долги години. 31. Многу пати сте играле во Велес и на штиците што живот значат во онаа стара, руинирана зграда, но како гостин со театарот комедија и во новата театарска зграда. Направете ни една паралела? Па, како да кажам, јас се запишав на Академија 79-та година. Иначе се подготвував за приемен испит, а Александар Георгиев ме подготвуваше во тоа време, или Ацо, фала Богу, како го викаат популарно во Велес, во старата зграда. Таму се уште имаше многу еден интересен фундус. Иначе во таа зграда се сеќавам, се запишав на Академија, Петре Прличко правеше една представа, имам една убава слика, сликан сум на сценографијата на таа представа. Не се сеќавам која представа беше, некоја од нашите битови драми, мислам дека беше. Не можем да се сетам вака на памет што представа правеше тогаш, Петре Прличко режираше. И за мене беше голема чест. Тој стар театар, таков каков што беше, имаше во себе си една многу голема историја, имаше во себе си една патина која буквално театарски дишеше внатре. Не може човек да влезе внатре да не биде заразен. Во тоа време таму постоја и екзистираа неколку луѓе кои со тешки маки обстојуваа како полупрофесионален, не знам каков ансамбл, бидејќи претходно беше затворено една група на луѓе кои одеа по Македонија и ги затвораа театрите. Ужас некој. Затворија многу театри тогаш. Но како и да е, со тек на време таа сала, например, тоа е еден бренд на Велешани, таму се дава, беше киното, нели, имаше и кинопредстави и така натаму, па имаше и летна бавча кино, кај што се даваше и беше своевидно собиралиште, кога народот се уште одеше масовно на кино, и тоа беше еден прозорец кон останатиот дел од светот, кај што ние можевме да имаме некаква допирна точка, малку поинаква, за разлика од медиумот телевизија, кој на некој начин се влегуваше во нашите сите домови полека. Да направам паралела, ми рековте, јас, таа зграда, нели, со тек на времето, како што реков, се руинираше до тој степен да течеше, беше ладно, стана неподносливи услови за работа таму. И јас сум пресреќен, бидејќи знам дека проектот за овој театар многу дамна датира. Многу, кога велам, значи, уште Александар беше директор, кога прв пат ми кажа дека имаат макета, дека учествувале, не знам, и странски некои архитекти, било тоа на некаков конкурс, и јас бев пресреќен, но прашање беше кога ќе почне да се гради. Мислам дека во тој поглед Јордан направи најголем напор, за да може тој театар да се направи. Знам, кога сум доаѓал тука на проби или вака, кога ќе дојде во Велес од Струмица, секогаш го наоѓав Јордан како на компјутерот ги бараше сите можни театарски згради во светот, за да може да го направи ентериерот или театарот овој ваков денес како што изгледа, кој е прекрасен, морам да признам, можеби и најдобриот или најубавиот театар во Македонија во овој момент. Зборувам од како сала, како театар, како нешто во кое се случува една уметничка представа која од сите страни диши внатре практично салата. Тоа го видов кога гостувавме со театарот, нели, со театар комедија, кога дојдовме овде минатата година, бешнам дека беше, не сум сигурен. И публиката е прекрасна во Велес, како што впрочем бива. Мислам дека ова сегашно раководство на театарот направи многу напор да ја врати публиката во Велес, која на некој начин во тие времиња тешки гнојосани, што би рекол Хамлет, нели Шекспир преку Хамлет, беа проблематични, но мислам дека оваа екипа направи големи напори, се вложи максимално себе си да го направи се тоа што го направи
и денес Велес да има една таква убава театарска сала. Тука морам да напоменам, знаете, во една таква светска криза, кога се случува во светот, во една Македонија која е толкава колкава е, како велат, колку сме, толку сме, токму сме, се градат неколку театри. Мислам дека тоа е една сосема друга димензија во човековото живење. Јас знам дека многу луѓе ќе речат подобро фабрика да се изгради отколку театар, но се градат и фабрики. Но без култура ние не можеме да одиме напред. Идентитетот се зачувува Именно, културата или луѓето кои се во театарот поготово, секогаш ја чуваат културата, секогаш го чуваат идентитетот, секогаш ги чуваат основните обележја на еден народ со сите негови како се вика, ментални обележја, нели, кои ги носи како народ, бидејќи ние сме сепак специфичен народ, ние не можеме да избегаме од она во кое сме единствени. Значи, ако не е театарот таков каков што е, тогаш ние ќе отидеме, како вика Митко Маџунков, во иглени уши и ќе се вратиме како цивковци кои ништо не знаат освен да цивкаат. Значи, во таа смисла сакам да кажам дека театарот е еден храм каде што се сето тоа на еден чуден сублимиран начин се чува и се несебично, нели, се прикажува кон сите оние гледачи кои доаѓаат и кои имаат непосреден контакт со сето тоа. Тоа е така за поздравување и јас сум пресреќен што така се случуваат работите. Кога зборуваме, нели, за во тешки услови се вложува во културата, се градат театри, нескромно ќе биде ако не го спомнеме инвестирањето кое што во моментов се случува во археолошкиот локалитет Стоби. Нели, во оваа недела се одржува 15-тиот поред фестивал на античка драма Стоби, кога имаме многу актери, дојдени гости од многу подалеку од Македонија, кога ја запознаваат Македонија, македонците ја запознаваат нивната култура преку представата, преку на античка драма. Вие бевте еден од актерите кои што во 2014 година можеби последни, нели, во последните неколку 2 години игравте во Стоби. Какво е чувство тебе кога се градат театри, се реконструираат антички театри, значи се вложува во култура? Се вложува многу во културата, но известни луѓе тоа не можат или не сакаат да го забележат или да го признаат дека тоа е така. Еднаш слушнав од еден наш еминентен археолог дека Македонија е полна со артефакти и факти под земјата. И ако земја да се прекопа таа Македонија, ќе се дознае многу вистина. Но средствата, можностите на нашата држава се толкави колкави све и етапно се откриваат или се подобруваат или се реконструираат такви антички објекти кои од друга страна зборуваат или говорат за нашето постоење, за нашето минато, за нашата традиција. Говорејќи за нашето минато и традиција, тие говорат и за нашата сегашност, односно иднина. Јас ме прашавте како беше чувството 2014. Не, јас ќе ви кажам како ми беше чувството кога прв пат дојдов јас во Стоби како студент. Имавме неколку проби со професорот Дине Дрваров. На 3-та година на академија секогаш се работи Илијадата, барем така беше тогаш. Сега не знам на академија како е. И имавме таму неколку проби во Стоби, кога воопшто не беше тогаш реновирано, се беше така расфрлено, запустено на некој начин, но духот, силата, моќта, кога ќе застанеш доле на сцената и кога ќе погледнеш таа мала трибина која беше останата, нели, и која збираше околу, не знам, 2000, не знам колку публика од прилика, кога ги видовме напред презимињата на важните семејства кои морале тука да седат и така натаму, тоа е од 2-3 век од наша ера, Стоби, се јави едно чудно чувство. Но, тоа чувство, откако, нели, завршив, дипломирав, за прв пат тука бев Бакхи се работеше, ја работеше покојниот Стојан Стојановски, јас го играв Пентеј. И во еден момент, како почнава представата, нели, да играме, во истиот момент сватив дека има негде околу 3000 луѓе, колку ми кажа во публика. Јас стојам на средина, држам некој монолог, говорам, таму зборувам и во еден момент сватив дека 6000 очи, значи 3000 пута 2, 6000 очи гледаат во тебе. Шепотам, а се слуша се. Тоа чувство јас не знам, не можам да го објаснам со зборови, тоа или го имаш, или го немаш, или го чувствуваш, или не го чувствуваш, но сакам да ви кажам дека е нешто кое е прекрасно, нешто кое допира можеби со звездите, со некои други духови, со некои други космоси и така натаму и така натаму. Тие
луѓе кои ги граделе театрите во тоа време секогаш гледале да ги изградат на некои такви свети места, бидејќи таму тече нели Црна река, како се вика, и се влева во Вардар, и знаеме дека преку водата најбрзо се пренесува звукот. И тие точно знаеле дека има и подземни води, нели, и точно знаеле каде да го изградат тој театар, за да може да комуницира со сите покрај онаа социализација која е имал како улога театарот, нели, за да можат луѓето да дојдат, да се видат, да се чујат, да проговорат меѓу себе покрај нели бањите кои ги имале исто наменети за тоа, а Стоби е целиот таков. Се надевам дека, колку знам, тогаш имаше таму еден кустос, му го заборавив името, говореше дека ова е само еден дел од Стоби. Од другата страна на Вардар бил нели поголемиот дел на Стоби, кој тек во некој идно време или некои наши идни деца, синови ќе треба да го откриваат и да видиме што се таму има. Значи, сакав да кажам дека тоа е еден прекрасен потек на Министерството за култура заедно со владата која ги прави тие работи, како што направија нели со Хераклеја, како што прават овде, еве во најава е Скупи, да се тој амфитеатар да се направи како што направија во Охрид, нели, и така натаму и така натаму. Сето она што е добро, сето она што имаме ние како обележје, како нешто кое е наше, мислам дека треба да се открие, да се реставрира, да се реновира и да може пак да се употребува како атракција. Мислам дека тоа ќе заживее и туризмот, ќе заживеат многу нешта. Јас се надевам дека тоа ќе се заврши колку е можно поскоро и Стоби пак ќе си се врати онаму каде што си се одржува. Каде што му е местото. Господин Јовановски, како актер, нашите гледачи се надевам дека добро ве знаат, затоа што редица на улоги имате одиграно, но во последните 2 години Велешани, но и сите оние кои што нас не гледаат сега, нели тука, можат се почесто да ве видат како јавно дебатирате и говорите за оно што ни се случува во Македонија. Од каде потребата еден актер да испадне од местата каде што работи, твори, надвор пред сите и јавно да зборува што мисли, како ја гледа моменталната состојба? Многу интересно прашање. Прашање кое во себе си, можеби во самото прашање и содржи една потреба човек да објасни некои нешта. Јас сум зборував веќе на некоја телевизија, мислам дека беше на Сител, кај Јанко, кој сум. Јас сум 56 години, роден сум 60-та година во Велес, во популарната грудна болница, од мајка којничанка, од татко од Богомила. Зошто го зборувам ова? Ако е мајка ми од Којник, тогаш да не речем е Гемиџија. Ако е татко ми од Богомила, тогаш сигурно е од Петар Попарсов. Во самиот ген, јас и така растев, јас го имам тоа. Дедо ми покојни Крсте многу тајни ми имаше кажано. За можеби отпосле дошле кај мене тие некои нешта кои биле забележани во некој файл или како се вика во тие понови технологии, кои ми кажуваше многу традиционални некакви нешта. И гледајќи ги овие состојби и сега кои ни се случуваат, поготово во последниве 2 години, инаку јас памтам многу од поодамна, поготово во последниве 2 години не можев да издржам, седејќи дома, и решив и јас да дадам еден мој прилог, бидејќи сметам дека имам што да кажам, и имам публика, и имам луѓе кои, кога ќе го соопштам, јас се надевам дека ќе го поверуваат нештото и дека ќе си го стават прстот на челото што практично нас ни се случува. Сето тоа го правам за сите идни генерации во Македонија, вклучително и моите деца. Мајка ми знаеше често пати кога се молеше на Господ да рече: Господе Боже, давај среќа, здравје, благослов на сите, ако има нешто и за мене. Една вистинска христијанска молитва. Тоа го правам и јас сега во овој момент. Значи, крвта вода не бидува. Тоа беа моите основни побуди за да можам, нели, или да почнам да настапувам. Во тие мои настапи, неколку колку ги има веќе, побудија многу интереси на тие кои ќе се стават на YouTube или како се викаат, гледам таму колку лајкови има, колку посети има. Јас тоа не знам да го правам, морам да признам, тоа ми го прават моите деца, бидејќи јас компјутерот како апаратче многу како дел од технологијата не го сакам. Но како и да е, тоа е моје, нели, не некои од многу млади луѓе по пат на информатика или по пат на тие компјутери кои се многу ценети сега моментално во светот, заработуваат пари и така натаму и живеат од тоа, и тоа е добро.
Но јас во принцип така размислувам, но како и да е, и гледам дека има многу лајкови. И тоа ми даде уште поголем поттик, нели, да можам да одам на други емисии да настапувам. До сега сум настапил неколку пати, но верувајте ми, никогаш не сум имал вистински соговорник од другата страна, односно од спротивната страна. Јас немам влакна на јазикот, јас секогаш ја застапувам страната на ВМРО, затоа и кажав кој сум по ген и на ВМРО ДПМН. Член сум на ВМРО ДПМН уште од 90-та година, кога беше страшно да се каже дека си ВМРО, веднаш беше жигосен како говедата што ги гледавме во каубојските филмови. Имавте ли проблеми во Како не, како не, па јас зборува во една емисија и на еден соговорник од другата страна му го кажав примерот со мојата ќерка. Тоа беше недека 90-тите години, на ќерка ми и ставив една беретка, нели, со лавот, тие едни први беретки кога излегоа, имаше 4 години, 5, и пред зградата во Струмица кога излегуваше да игра се враќаше плачејќи. И на моје прашање зошто плачеш? Та ми викаше, тато надвор ми викаат не играјте ус неа онаа вамаровка. Значи како да е болест, како да е болна од некоја чума, како да е болна од лепра. Нарочно не велам сида, бидејќи сидата нели не се пренесува така. Ајде во поново време, ајде да речеме и сида. И тоа многу ме погодуваше мене. Јас во таа една емисија му реков на тој дека тие немаат пари, нити пак ништо друго да ги платат солзите на мојата ќерка, која плачеше заради тоа. Затоа што јас поинаку сум мислел во тој момент, и ден денес. Тоа беше одвратно. Мислам, баш ка што јас, како човек, личност, како индивидуа, како единка, како човек кој го влечеше Струмички театар, имам таму одиграно, не знам, околу 100, можда, повеќе како 100. Не водам сметка, но сакам да кажам 90% главни улоги. Сум го влечел тој театар на грб, не затоа што и не ми е криво заради како тоа. на вас гледаје колегите? Колегите... Ако децата гледале нели поинаку на вашата ќерка, го ќерка, објаснав и тоа во една емисија. Никогаш ние не сме имале некои проблеми. Во слободно како се вика, дружење со колегите, секогаш постоеле некакви закачки во тој поглед, но сме знаеле да ги нивелираме, нели, односите и така натаму. Во самиот театар, во тој момент, секогаш беа повеќе овие од другата страна, но мене тоа лично не ми сметаше. Сето тоа го подкрепував, нели, со играњето во театарот и имаше во театарот има еден чуден феномен. Во поново време се случуваат некои одвратни работи, но во тоа време, кога ќе станеше збор дека се има представа, дека има како се вика, дека има проба, ние заедно се сплотувавме, пробавме, игравме представа. Значи, тие идеолошки разлики или како матрица, како сакате во нашите глави, која беше формирана, се губеше во истиот момент. Сега во поново време, и можеби и тоа е една од причините, ние можеме да бидеме противници, нели? Ние секогаш можеме да бидеме противници. Иначе не е интересен животот, драма во театарот има кога се судираат нештата. Штом нема судир, значи тоа не е ни драма. Не е интересно за гледање. Но кога станува збор за плотеност во театрите, генерално, јас зборам за театрите, но тоа би требало сегде. Кога станува збор за интерес на професијата која ја работам, без разлика каде е, мора да бидеме сплотени, односно да имаме консензус, односно да имаме исто гледиште кога станува збор, бидејќи тоа е наше, македонско е, нели? Но сега во последно време толку се раздалечени работите, што мене ужасно ми сметаат, не само во театрите. Например, може да кажем, еве, во болница ќе се донесат некакви инструменти, ќе се направи некоја нова, како се вика, идеја како тоа здравство да заживее, што е можно подобро и подобро, но да не забораваме дека таму има доктори од другата страна. И тие се конфронтираат на сите овие новитети кои се случуваат во здравството и прават деструктивни работи, за да може од друга страна сето тоа да премине кај пациентите и пациентите после да зборуваат негативно и да велат дека министерот Тодоров лаже, купува ова, ништо не функционира. Значи, познато и тоа, нормално, но мислам дека тоа е најголемата грешка. Ние можеме да спориме околу многу нешта, што е подобро, што е полошо, но не смееме на терет на граѓаните на Република Македонија, на нашата татковина, или нашите фрустрации заради неможноста да бидеме горе и така натаму, да ги реализираме преку самите граѓани. И да ја префрлеме топката таму кај што не е местото и да создаваме што е можно поголема тензија. Во таа смисла ми беше ова, ако можев да одговорам, можеби малку подолго на моето појавување на телевизија. Но не се јавувате само на телевизија, ве гледаме често и на оние собири кои што се организираат, како сте дел од народот. Да, како сте дел од народот. За дом прв пат настапив кога се случи тоа нивно последно собирање, бев како некој водител на самата манифестација.
еден мој прилог и ги најавував сите говорници кои беа и за мене беше тоа едно фантастично доживување, бидејќи спроти мене од говорницата која гледав имаше негдека околу 70.000 луѓе. И тоа беше вака организирано. Ако се организираше малку подобро, и мислам дека ќе имаше можеби 200.000 луѓе. И тоа за мене е една огромна бројка наспроти тие шарени кои рушеа, кршеа, недефинирани или велешки шучмурести. Не знам, вие сте помлада, Дијана, знаете што значи шучмурест. Кој ќе се кажеше во Велес, што човек е тој бе шучмурест. Или утман ќе се кажеше. А утман, знаете од што е, нели? Утман се вика и клен, рибата. Клен е утман по велешки. Мене многу ми значат тие велешки изрази, ги памтам доста, кога ќе запикасаш нешто, нели? Тоа е специфичност на велешани. Значи, во таа една таква ситуација, кога се случуваат овие нешта, човек не може да биде рамнодушен, значи. Не може да седи со скрстени раце. А зашто не се случува сето тоа? И Која е вашата дефиниција? ќе ви кажам, значи тоа беше моето гдом, прво настапување и сега ти е најдоа за сходно дека треба да почнеме да настапуваме. Пак минатата недела, еве пред 2 дена имав еден настап, многу културен во една мала сала со не многу луѓе, 150 колку беа внатре и поминавме многу добро. ГДОМ во самата основа се вика граѓанско движење за одбрана на Македонија. Ние таму што сме внатре, не дека сме најпаметни, не дека сме најумни, не дека некој ни пишал крст начело, па ја браниме Македонија, значи за одбрана на Македонија. Него сме сватиле дека мора да постојат луѓе кои сето тоа ќе го предочат или ќе им го објаснат на граѓаните на Република Македонија како всушност дејствуваат разни човечки во наводници суштества, за да можат, нели, кои ја напаѓаат нашата премила или преубава татковина. И заради тоа се приклонив кон нив и почнав, затоа што ГДОМ во основа шири љубов, шири позитивна енергија. ГДОМ во основа нигде не рушеше, ГДОМ во основа нигде на никого не се заканува, ГДОМ во основа ги почитува сите институции на државата наша, ГДОМ во основа ги почитува сите споменици на нашата држава, без разлика кога се и како изградени, без разлика кој и што и зошто ги градел и така натаму. Значи, се она што е присутно на нашата татковина овде која имаме, за нас е света работа. И ако е света работа и кога гледаме од другата страна дека некои кои се нарекуваат себе си македонци, па дури и патриоти, не знам, тоа е дискутабилно доста, го рушат тоа, го уништуваат или во една последна емисија, како ми каже еден од тие шарените, така им биле поубави. Не им се така поубави, така им се научени да кажуваат. Значи, во тој контекст, сакам да кажам преска кога спомнав дека памтам одамна, ако ние се навратиме од 45-та година наваму, партијата која беше на власт тогаш и која имаше за право или дадено право од Тито или од Карделј или од Бакарич или не знам од кого се, дека тоа е партијата која мора да владее овде во Македонија, ама пред тоа во Белград мора да се допраша за многу работи. Што направија тие луѓе? Еве да направиме еден мал пресек, не знам колку ќе трае емисијата, ќе се обидам да бидам пократок. 45-та година прво не знаеме како ги утепа пред да заврши војната. Благо Јанков Мучето, Јосиф Јосифовски свештарот, Кузман Јосифовски Питу, Мирче Ачев, Страшо Пинџур и една плејада на наши интелектуалци, меѓу кои Кочараци. Нашиот голем македонски син, велешанец. Се уште не е тоа доволно истражено. Значи, прво направи една чистка, буквално, на интелектуалците во Македонија. За да кога ја зедоа власта, после да се расчисти проблемот со Ченто и со неговите приврзаници, со сите оние кои сакаа самостојна Македонија. Ја зедоа власта во своји раце, така нели? И прво што направија образованието го свртеа против народот македонски. Тоа е првата нова Македонија според нив. До сега беше нешто што беше, некој, не знам, народ, некаков, и од сега градиме една нова Македонија во рамките на Југославија. Што сакам да кажам за тоа? Ние тогаш учевме повеќе за Ѓуро Ѓаковиќ отколку за Методија Шаторов Шаров. Ние тогаш учевме повеќе за Десанка Максимовиќ како врвна поетеса отколку за Кочурац. Ние тогаш учевме, не знам, за Карделј, а не за Ченто. И мислам, сакам да кажам дека Брашнаров ни беше заборавен. Да не зборувам. Значи има многу такви. Па сега ајде, Брашнаров, аз Сава Ковачевиќ го знае. Сакам да кажам
Има многу такви примери во кои на еден специфичен начин нас не одвоија од традицијата, нас не одвојува максимално колку може повеќе, да не знаеме ништо за мојата прабаба, за мојот прадедо, за она кој сум јас, од кај сум, која е мојата ДНК, како сум дошол, зошто вака зборувам, зошто не зборувам со друг јазик. Српско-хрватскиот јазик беше официјален југословенски јазик, замислете, учевме ние 5, 6 и 7 или 6, 7 и 8, не знам, српско-хрватски јазик. Професорката наставничка ни беше Радмила Лазарeva, мислам дека се викаше, не сум сигурен, нели во основно образование. Немам ништо против, но така беше нели воспоставено образованието во тие периоди. Иако најголем проблем кога бев во војска со овие работи се занимавав, тој што е од Црна Гора, тој зборува на дијалект црногорски. Тој што е од Јужна Србија, од Ужице, не знам таму од каде зборува, нели како со исто дијалект, тој нема врска со српскиот јазик или тој црногорец. Овие во Босна исто зборуваат на нивни дијалект. Каде е српско-хрватскиот јазик кој ние во Македонија го изучувавме, значи како правопис, со сите нивни заменки, одменки, придавки, атрибути и така натаму и така натаму. Правевме синтактички морфолошка анализа на секоја реченица на српско-хрватски, замислете. И при тоа заборавивме дека имаме ние една азбука, нели, кирилица, која ја нарекува кирилица, но не знам дали е таа вистинската азбука по Свети Кирил и Методи, туку да не е тој Вук Караджич. Оти јас исто таму спомнам, Вук Караджич го знаевме, не го знаевме Крсто Петков Мисирков. Замислете, какви небулози. Работите се менуваат, годините се течат, да. Сега сакам да кажам дека паметењето во основа кое беше пренесувано и како такво и во цркви ни беше забранувано нели да одиме и така натаму, се манифестираше со нашата независност. Направивме референдум. Замислете тие, овие кои до тогаш беа тука, не дојдоа на референдумот. Истите тие кои ја сакале Македонија и биле државотворна партија. Малку им беше што не дојдоа, веднаш случијат договор со тој некој Сорос, одвратно име да му се спомне, но како и да е, учествувал, зедоа пари во вид на кредит и го сменија името на нашата држава. Замислете, го сменија името. Во некој е срамно, не знам, фиром, како се вика. Ајде и тоа беше малку, а и што го сменија името, го сменија знамето. 40 дена беше. Знамето го сменија. Она исконско знаме кое нас не дефинира како посебен народ. Како народ со сите атрибути. Ако Крсте Петков Мисирков знал 26 јазика во тоа време, и ако знал санскрит, на прсти се бројат луѓето, а ние сме големи народ. И тоа ни го сакаа да ни го уништат. И тоа им беше малку, нели? Продолживме, како продолживме, се случи една мала промена 98 година, се случуваа некои навидум, се случуваа некои промени во генерална смисла за македонците. Тие во меѓувреме, пред да ја напуштат власта, продадоа, ако се сеќавате, 150.000 државјанства на еден друг ентитет овде во Македонија, кој сега ни прави огромни проблеми, бидејќи се слуги на американците и така натаму. Немам влак на јас на јазикот и тоа го знам изворно и го зборувам вак. Албански јазик знаете, затоа што може би... Не, ја албански јазик. Англиски не знам. Зашто тој англичанецот не научи македонски? Јас до таму одам. Не ми значи ништо англискиот јазик. Доволен е мојот јазик со овие зборови кои јас ги знам да се изразам она што јас го мислам. Совршено воопшто не ми значи тој англиски јазик. Мислам, ако одиме по таа логика за англиски јазик или албански, па знаете во Англија колку има пакистанци и индици? Повеќе од половината. Па што не воведат таму двојазичност? Направете, изведете, нели има на интернет податоци, ќе видите колку има црнци баш када не зборувам и така натаму. Но тоа е веќе демократија според нивни теркови. Сакам нели да завршам со ова. Значи тие сменија знаме и така натаму, направија ова и направија фингирана војна, која на еден срамен чин признаа пораз на фингирана војна. Пази, немаше ни војна. Отвратно признаа пораз за да направат Охридски рамковен договор и пази преамбулата прво да ја сменат на уставот наш, основен закон на една држава. Не знам како може овој народ да ги заборава нештата. Не знам како воопшто одат некои луѓе на митинзите на овие други. Се ова што кажав е вистина, а зло за македонскиот народ, зло за нашата татковина. И ќе продолжам понатаму. Значи, во преамбулата го сменија и пази, се откажаа од нашите македонци во соседните држави, за да немаат право на глас. Замислете, одвратно, поодвратно, мислам, не знам дали има нешто. Дојдоа пак на власт, направија уште, пази, и тоа им беше малку, најсрамна територијална поделба.
И во тој момент, за да им успее тоа, знаете како викаше оваа госпожицата што викаше бомбона бизнис, некои прашања не заслужуваат одговор. Зашто не заслужуваат одговор? Нели сте вие од граѓаните избрани? Зашто не му објаснивте на граѓанинот зошто го правите тоа? Зошто го минира, како се вика, референдумот? Замислете. И тогаш Вујко Сем ни ја признава државата под уставно име. Се е договорено. Ништо не е случајно, и Достоевски така вика. И продолжуваме сега понатаму, се случија промени, дојде една номенклатура политичка на власт, која 10 години поред победува на избори, иако на секои 2 години се одржуваат или помалку, со една единствена цел, тие мислат дека може да сменат нешто. Се случи една благосостојба, можеби не многу, но се случува, се види дека се случува промена, дека се случува отворање кон светот, се случува осознавање на македонецот во правата смисла на зборот, кој е, што е, од каде и зошто и така натаму. Но овие пак не мирува. Во нивните ГМО работилници лаборатории на Сорос и на другите лечинари од надвор се пресоздадоа нивни потомци, веќе нели сега помлади, ГМО човечки суштества. Не ги разбирам. Кои од друга страна почнаа да лумпуваат, да кршат, да уништуваат, да се нарекуваат шарени револуционери. Револуција е тоа Кастро што го правиш, овие врска немаат со револуција. Нема. Ако одиме по зборот еволуција, вика Чарлс Дарвин, дека од мајмунот постанал човек. Ам што правиме со другиве мајмуни? Што они досега не постанаа луѓе? Знаете уште колку мајмуни има, што треба тек луѓе да станат. А овие обратно, од луѓе станаа мајмуни. И сега како ќе им каже некаков центар на моќ таму, тоа ни го прават. Господин Јовановски, кажувате многу тешки зборови, имајќи во предвид дека нели ние сме демократска земја и дека секој има право да си го каже своето мислење, да реагира онака како што смета дека е правилно да реагираат. И луѓето кои што вие ги нарекувате од шарената револуција сметаат дека ГМО ги нарекувам јас. Добро, или ГМО ги нарекувате, сметаат дека ова што они го работат во интерес на државата и идните поколенија. Обратно. Зборовите прво не се тешки. Кога ја гледаме реалноста каква е, сосема се лесни зборовите. Ајде вака да направиме. Имаат он еден лидер на таа опозиција, кој се залага за федерализација, кој се залага за јавно, кој се залага за албански јазик низ целата територија. Тој располага со некакви материјали, прислушкувани, кој пак од друга страна сега тоа некоја СЈО ги превземе за да ги работи. Еве вака ќе речем. Тој сега, во овој момент, во една ваква позитивна ренесанса за нашата татковина, некој му ги дал тие разговори, како што кажа, му ги фрлил во дворот, и со тие прислушкувани разговори ја уценува целата кобајаги условно политичка номенклатура, но внатре има многу бизнисмени, суди, доктори и така натаму. И тој зборува дека овде немало слобода. Замислете, кој парадокс. Тој истиот кој ги има овие разговори, зборува дека немало слобода и кога тој ќе дојдел на власт ќе било слобода. Ами тој без власт, ако ги има овие разговори, па кога ќе дојде на власт, што ќе се случи? Можете ли да претпоставите? Па 2 и 2 не се 4, тогаш, нели? Стануваат некоја поголема бројка. Замислите, тој истиот зборува дека немало правда, немало мир. Вистината за Македонија ја барал. Вистината за Македонија ја бара со албанизација. Замислете до кај оди човечката болест. Па ако беше така, како што тој тврди, дека разговорите му ги фрлиле Белки, иако власта прислушкувала Белки, ќе имаше некои разговори за нив. Оти власта сигурно сама не се прислушкуваше, па му ги даде него, бидејќи не може поинаку, па тој да ги даде ваму и така натаму. Синоќ имавме да гледаме прилика тој што ги проследува тие разговори, специјалното јавно обвинителство, нивната главна перјаница која ја најдоа од нејде која донесува и на Копче работи и така натаму, очигледно се гледа дека чита одговори, дури не знае ни да ги прочита. И ако таа е нивниот интелектуален набој и капацитет за да може да суди некого, тогаш јас се прашувам во која држава јас живеам, која е мојата татковина. И тоа е дел од ова зашто вака реагирам. Знаете, како се вика, нема поголем непријател од оној што има поголем пријател од својата татковина. Знаете кога се формираше специјалното јавно обвинителство? Морам да ве потсетам. Тие зборуваат за Марко Зврлевски, дека не работел, така? Јавното обвинителство. Нели тоа го кажуваат нон-стоп, дека немало институции. Тие, замислете, тие нема институции сега, а кога ќе дојдат на власт, ќе имало институции. Со прислушкувани разговори. Парадокси невидени. Парадокси невидени, човек да се чуди и да се... И сега зборувам за Зврлевски. Тој ги затвори директните виновници кои ги лоцираше, нели, полицијата, што прислушкувале за не знам кои интереси и од каде.
И едниот од нив дури и призна, се спогоди и така натаму. И кога тој материјал се собра и кога требаше да почне да се судат, кој го спречи судењето? Странските фактори. Зошто го спречија странските фактори? Затоа што тие се учесници во овие разговори. Оти се испостави дека ние немаме софистицирана опрема која може тоа да го прави. Господин Јовановски, времето нас не гази. Интересно е да ви има човек како соговорник. Се надевам дека во некоја друга следна прилика повторно ќе ни бидете гости, но од другата страна ќе имаме соговорник како што вие ги нарекувате, нели, со кој што ќе може да ги спротивставите своите ставови. Сепак за крај би сакала, нели, да ви поставам уште едно прашање. Изборите се тие од кои што сите ние граѓаните на Република Македонија очекуваме излез на оваа политичка криза и враќање на патот по кој што одевме, нели, развој на економијата. Ако имаме развиена економија, имаме и развиена култура, а сето тоа значи, нели, подобар животен стандард за сите граѓани на Република Македонија. Вака сега ќе кажам. Ја се уште сум скептик во некој начин дали ќе се одржат тие избори, бидејќи следејќи ги сите работи кои ни се случуваат, читајќи, гледајќи многу нешта на глобален план прво и основно, мислам дека многу е важно на 8 ноември кој ќе победи во Америка за да се случат нашите избори. Според мене, многу е важно, најважно е тоа. А ако се случи да победи Трамп, мислам дека може да се случи некое нешто друго, но ако победи Трамп, може и да имаме избори, затоа што дел од таа администрација американска, знаеме дека се полтрони по принцип, никогаш, они се параноични луѓе, во принцип, сите полжеви или не знам какви све животни, кај нив почнуваат во филмовите, и они се плашат од се и се што, може би ќе има избори. Но без разлика на сето тоа, сакам да го поттикнам македонскиот народ, македонските патриоти, граѓаните на оваа наша толкава колкава е татковина, јас како крсте можеби би излегол и би се степал со некого, за да расчистиме, но тие лешинари од надвор едва и чекаат за да можат после да ги пуштат пипците овде. Но јас мислам дека еве го, ова е најдобриот лек можеби во овој момент. Ако се случат тие избори на 11 декември, да излеземе масовно, да го заокружиме она што е за одбрана на Македонија, одно што е одбрана на нашата татковина, и на овие луѓе за кои немаше време во емисијата, имам уште многу што да зборувам, точни податоци, па како ќе разберат луѓето, нели, да ги збришеме како прашинка и никогаш повеќе овде да не се вратат, да отидат во некоја земја не дојдија, каде што не можат ни семе да најдат. Значи да престанат. Сите оние нови, така викаше дедо ми, кога ќе дојде тој век, тогаш ќе има многу убаво живење. Значи не велам дека ќе ни биде мет и млеко, не велам дека сето тоа ќе ни биде патиштата послани со цвеќиња и со ружи, не велам дека тоа ќе биде кој знае како, но мораме сите да стиснеме заби, да излеземе од оваа криза сега ваква наметната вештачки, со уцени и со се друго она што се вели, и мораме да излеземе напред како победници. И од тука да градиме нова иднина. За тоа зборував за тие нивните нови Македонии. Таа беше нова Македонија, 2001 нова Македонија и сега уште една нова Македонија според Заев со албански јазик цела Македонија. Значи со еден збор сакам да се, вие ќе одјавите емисијата, јас сакам да ги поздравам сите гледачи на К1. Се надевам дека најдовте заеднички јазик или заедничко размислување во овое мое вербално соопштување до сите вас. Се надевам дека ви беше добро. Ако најдовте задоволство во ред, ако не, критикувајте ме. Секој е добро и Бог да е со нас. Почитувани гледачи, ова беше се што времето ни дозволи да го реализираме во оваа информативна емисија Отворено за. Остануваме и понатаму отворени за следните дебатни гостувања на Крста Јовановски. Се надевам дека ќе биде слободен и ќе не удостои со своето присуство. А лично му посакувам што помалку да биде на улица за да ја брани Македонија, да биде на штиците што живот значат, затоа што ние сме навикнати Крста Јовановски да го гледаме во театар и на малите екрани. Знам, но јас сум присутен и во театарот многу, ова сето го правам кога сум послободен, кога немам проба или кога немам представа. За мене примерна работа е театарот и ништо друго. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте и оваа саботна вечер заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на К1 телевизија. За 7 дена од ова студио најавувам нов гост.